Асфалтирани улици за брз, безбеден и ефикасен сообраќај е само еден од приоритетите на кои работам во овој период. Граѓаните на Газибаба заслужуваат да имаат безбедна и современа инфраструктура, градена по план. Интензивно се работи на повеќе од 30 улици во различни населени места. Онаму каде што нема, по план се поставуваат фекална, атмосферска и канализационна мрежа, па потоа се асфалтираат улиците, со цел да се обезбедат достојни услови за живот. Товарник е примерот по кој ќе се гради на цела територија на општина Газибаба, од тесна и тешко пристапна улица, каде едвај се разминуваа две возила, прерасна во современа улица со нов лик со тротоари. Еден од проектите со кои се гордијам е плоштадот Коцка, кој блесна во нов сјај. Од празен и монотон простор, граѓаните од овој дел од општината добија ново мултифункционално катче наменето за сите возрасти. Го решаваме и проблемот со септичките јами. Изградена е вакуум станица, а започнуваме со изградба и на канализацијската мрежа во Јурумели, прва во Македонија. Работиме и на канализацијската мрежа во Трубарево, Гоце Делчев, Црешево, Виничи и Смилковци. Продолжувањето на булеварот Асном ќе ги спои аеродром и Газибаба. Завршивме и со реконструкција на детското игралиште Габреш, како и на други 10 детски игралишта во населените места. А на 4 спортски игралишта поставивме вештачка трева. Изградивме и дополнително проширивме вкупно 5 паркинзи, а ќе се градат и монтажни паркиралишта кои ќе имаат за цел да го намалат хаосот во паркирањето. Ова година започнавме со изградба на тротоари на 10 локации. Изграден е тротоарот Ергеле Хиподрум, тротоарот на улица Палмиро Толјати, до градинката Искра, како и во паркот на улица Беровска. Високата зона на Раштак доби водовод. Нема да изоставиме ниту ниската зона. Почитувани, јас и мојот тим не застануваме тука. Општина Газибаба заслужува да биде и ќе биде модерна и развиена во сите населени места подеднакво. Продолжуваме со полна пареја, исполнувајќи ги сите зацртани проекти за нашата општина. Создаваме заедно развиена, модерна и отворена општина.